Плодови на Светиот Дух. Во писмото до Галатјаните, 5 глава, 22 до 23 стих, на многу специфичен начин се опишани плодовите на Светиот Дух. Иако Павле во другите писма ги спомнува овие работи, сепак тука се најасно опишани. Тој вели: а плодот на Духот е љубовта, радоста, мирот, долготрпеливоста, добротата, милосрдноста, верата, кротоста, воздржливоста. Плодот на Светиот Дух е резултат на неговото присуство во животот на христијанинот кој го примил Светиот Дух. Библијата јасно кажува дека секој ќе го добие Светиот Дух во моментот кога ќе поверува во Исус Христос. Тоа може јасно да се види од следниви библиски стихови. Но вие не сте во телото, туку во духот, ако Божиот Дух навистина живее во вас. Но ако некој го нема Христовиот Дух, тој не е негов. Римјаните 8 глава 9 стих. Потоа, зашто ние сите сме крстени преку еден дух во едно тело, било јудејци или елини, било робови или слободни, и сите сме напоени во еден дух. 1 Коринтјаните 12 глава 13 стих. И потоа, во него и вие, откако го чувте зборот на вистината, Евангелието на вашето спасение, и откако и вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето, кој е залог за нашето наследство, за откуп на оние кои станаа Божја собственост, за пофалба на неговата слава. Ефесјаните, 1 глава, 13 и 14 стих. Една од главните цели на Светиот Дух во животот на христијанинот е да го промени животот. Без духовна промена на животот не може никој да го види Божјото царство. Улогата на Светиот Дух е да не направи да бидеме што послични со Христос и да бидеме поблиску до Него, живеејќи свето и праведно. Плодот на Светиот Дух е во директно спротивставување со делата на грешната природа, опишани во Галатјаните 5 глава 19 до 21 стих. Во овие стихови се вели: а делата на телото се очигледни. Тие се блудство, нечистота, безсрамност, идолопоклонство, магии, непријателства, препирки, љубомора, лутина, поделби, раздори, ереси, завист, пијанство, гоштавки и други слични на овие, за кои сте предупредени, пак ве предупредувам дека сите оние кои ги прават овие нешта нема да го наследат Божјото царство. Овие грешни дела се однесуваат на сите луѓе кои не го познаваат Христос и не се под влијание на Светиот Дух, односно го немаат во себе. Нашето грешно тело произведува одредени плодови или дела кои ја одразуваат нашата природа, а Светиот Дух произведува плодови кои ја одразуваат Божјата природа. Животот на христијанинот е војување против грешното тело на новата природа, што му е дадено од Христос. Како паднати човечки суштества, ние се уште се фаќаме во стапица на телото, кое што ги сака грешните работи. Сепак, како христијани, го имаме Светиот Дух, кој ги произведува во нас плодовите. И не само тоа, туку ја имаме и неговата сила на располагање, за да ги победиме делата на грешната телесна природа. Како што е запишано во 2 Коринтјаните 5 глава 17 стих, кој е во Христос, тоа е ново создание, старото помина, ете се стана ново. Христијанинот никогаш не може целосно да ги порази овие грешни нешта. Но една од главните цели на христијанскиот живот е да дозволиме на Светиот Дух прогресивно да произведува се повеќе и повеќе од своите плодови во нашиот живот и да му дозволиме да ги победува сите грешни желби кои војуваат против Духот. Бог сака во нашиот живот да се покажат плодовите на Духот и со помош на Светиот Дух тоа е можно. Божји благослов. Амин.